Групен разговор дебрифинг од понеделник ќе се спроведува во сите училишта. Тоа е разговор преку кој учениците ќе може да разговараат како за емоциите, така и за нивните мисли, чувства, реакции и споделување на нивната приказна по трагедијата. Насоките кои училиштата ги добија се спроведени и пуштени од Министерството за образование и наука, како и од Комората за психолози за постапување со кризни ситуации. Педагогот Сузана Лазарова Ефтимова вели дека тоа е начин за како да се справиме со травматскиот настан кој се случи изминатите денови, а тие како стручна служба да одговорат за потребите на децата. Добивме насоки од Министерството за образование и наука и од Комората за психолози за постапување со кризни ситуации. Најпрво ги информиравме класните раководители за да постапуваат по истите. Одржавме вонредна родителска средба за да можат родителите да се запознаат со насоките во врска со тоа како треба да постапуваат со децата. Дел од стручната служба беше на обуката за психолошки дебрифинг. Тоа е начин како да се справиме со травматскиот настан кој не се случи пред неколку дена, со што ние треба да одговориме како стручна служба за потребите на децата. Истиот има за цел да ја намали травматизацијата од преживениот настан. Ние како служба од понеделник започнуваме со реализација на психолошкиот дебрифинг, стои во соопштението од педагогот Сузана Лазарова Ефтимова. Доколку има потреба ќе се работи индивидуално, додава Лазарова Ефтимова, додавајќи дека истовремено ќе продолжи динамиката на наставата како порано. Изјава Телоп. Ќе се работи индивидуално доколку има потреба, доколку децата имаат потреба да разговараат на часовите. Доколку детето има нешто да каже, треба да се слушне. Динамиката на часовите и понатаму продолжува. Потребно е да се задржиме и на динамиката на текот на наставата. Травмата е во фокусот, но останатото си тече како дневен ритуал. Информациите треба да бидат прилагодни за нивната возраст. Потребно е да не се прават шпекулации и лажни информации. Им нагласувам на децата дека нема правилни и неправилни изразување на емоциите, додава Лазарова Ефтимова. Инаку сите училишта од понеделник се подготвени да продолжат настава во нормални услови, а истовремено со учениците да се работи за нивното ментално здравје. Како што велат и педагозите, училиштето мора да остане понатаму безбедно место за учениците.